Здраво, пријатели, јас сум Даниела Тошева од каналот Античка литература. Како што најави во претходното кратко видео, ќе се занимаваме со една збирка наречена Corpus Hermeticum. Името на оваа збирка е дадена во нововековието, впрочем како повеќето збирки што ни доаѓаат од антиката. Содржи 17 до 19 засебни трактати или либели на латински наречени, кои за прв пат се појавуваат како организирана колекција на ракописи дури во 14 век. Тоа се списи со грчки и латински текстови што содржат религиозни и философски учења кои што му се припишуваат на митскиот мудрец Хермес Трисмегистос. Ние го имаме изданието на Волтер Скот, кое ви го покажав во краткото видео. Тоа е објавено во 1924 година од Оксфорд University Press и е една од најтемелните проучувања на оваа материја. Го имаме во 4 тома. Во првиот том има опширен увод. Тука се дадени грчките и латинските текстови и паралелен превод на англиски јазик. Во вториот и во третиот том се коментарите на Скот за текстовите и четвртиот том, тоа се тестимонија, односно сведоштвата од антички автори, тука имаме додатоци и индекси. Скот прави строга разлика помеѓу религиозната и философската херметика од една страна, што тој обработува во своето издание, а од друга страна имаме пониска класа на херметички документи што се занимаваат со астрологија, магија, алхемија, што тој ги смета за фундаментално различни по својата содржина, а вие имате можност да ги видите, да се запознаете со таков тип на документи во едно од видеата на овој канал, наречено Грчки магиски папируси. Што се однесува до традицијата на овие текстови, и тоа е малку заплеткано и мистериозно. Херметичките списи настанале очигледно во Египет за време на Римската империја, веројатно околу 100-та до 300-та година од нова ера. Немаме еден автор, тоа се различни автори, луѓе кои што очигледно ја познавале грчката философија, особено платонизмот, меѓутоа се стремат кон некаква философска религија што подобро ќе ги задоволи нивните потреби. Традицијата на пренесување на овие текстови е навистина сложена. Тие долго време се пренесувале како помали групи, значи не како што ја имаме денес, или како поединечни трактати. Меѓутоа, клучна улога во нивното зачувување во средниот век одиграл византискиот полимат Михаил Псел во 11 век, за кој се верува дека поседувал или реконструирал ракопис кој што после се сметал за архетип на подоцнежните ракописи. А првото печатено издание на латински јазик го прави Марсилио Фичино во 1471 година, со што предизвикува голем интерес за херметизмот во Европа, бидејќи самиот имал такви афинитети. Редоследот на книгите во Corpus Hermeticum во голема мера се смета за случаен, со исклучок на првата книга, еве таа секоја стои на почетокот, таа е наречена и Поимандар, затоа што во неа се поставува основата на целото учење. Значи, тука имаме објава на гносисот од самиот Бог, умот на човекот. Тука ја имаме космогонијата и антропогонијата. Иако името Поимандар порано се користело како наслов на целата збирка, тоа всушност се однесува само на овој, на првиот трактат. Потоа книгите од 2 до 14 тие се разликуваат од првата и од следните неколку, не затоа што имаат некоја внатрешна поврзаност или планиран распоред, туку затоа што овдека главен учител е Хермес. Тие се едноставно се додавани една по друга од страна на компилаторите. Додека книгите од 16 до 18 тие се како посебен издвоен дел, затоа што веќе Хермес не е главен учител тука, туку неговите ученици Асклепи и Тат. Различни уредници низ историјата, како патрици во 1591 година, се обидуваат и тематски да ги преуредат овие книги,
но современите изданија обично ја задржуваат таа традиционална нумерација. Првата книга започнува со трансот што ни го опишува раскажувачот, кој подоцна е наречен Хермес, инаку никаде не се именува како Хермес во оваа книга. И тој кажува дека се наоѓал во некаква состојба која што е слична на сон, меѓутоа не е тоа сон поради истоштеност на телото од јадење и пиење, туку едноставно тој влегува во неговиот ум се издигнува повисоко и ги надминува телесните ограничувања. И во таква состојба нему му се јавува божествениот ум. Нему му се представува, значи му доаѓа умот на сувереноста или ho tes authentias nous од празнината, значи тоа е едно суштество што ни го пишува со огромни димензии, му се обраќа по име. Значи тоа не е некаков си бог од митологијата, туку тоа е самиот универзален ум кој што си дава име поимандар. Идентитетот е ум. Ho tes authentias nous. И му ветува, вели дека е со него насекаде. Дека ќе го научи се што сака да научи, дека тој знае се. Првичната визија што ја добива раскажувачот е светлина која што е безгранична, која што е кротка и радосна. Значи тоа е првиот бог, односно првиот ум. Од него произлегува светиот збор или светото слово, логос, кој што зачекорува низ хаосот за да воспостави ред, за да воспостави космос. А од друга страна ја имаме темнината која што има влажна природа, која што представува хаос и чад и од неа произлегува страшен крик. Да видиме сега какво е создавањето, како умот му го опишува на Хермес создавањето на светот. Тој, првиот бог или умот, светлината, го има светото слово, светиот збор, логосот, кој што е син Божи и воспоставува ред, воспоставува космос. Од друга страна го имаме Бог го создава вториот ум. Тоа е демиургот. Демиургос на грчки значи творец, креатор, кој што е задолжен за создавање на материјалниот свет. Вториот ум, бидејќи е задолжен за создавањето на материјалниот свет, тој ги создава 7 сфери на судбината, односно 7 управители или 7 планети, планетарни сфери што го обкружуваат материјалниот свет. Со нив владее судбината, хеймармене, и владеат закони што диктираат што се случува во долниот, така наречениот долен или сетилен свет. Да видиме каде е човекот во целата оваа приказна, антропогонијата да ја видиме. Првиот ум, откако го создава демиургот, го создава и човекот. Значи, човекот не е создаден од демиургот кој што е задолжен за материјалниот свет, туку директно од првиот ум, од Творецот. И првично тој стои надвор од овие сфери на судбината, што ги прави демиургот, 7 сфери планетарни, значи ја поседува моќта на самиот татко. Меѓутоа работите се менуваат. Кога? Бидејќи сакал и самиот да создава, човекот се спушта низ планетарните сфери, гледајќи надолу, тој ја забележува својата прекрасна рефлексија во природата. Затоа, воден од љубов, односно ерос, кон сопствениот одраз, односно Бог, бидејќи тоа е творба на Бог, тој се спојува со природата, така што материјата ја прегрнува божествената суштина. Од тука човекот има двојна природа според херметичките списи. Значи, од една страна го има смртното, тоа е телото, затоа што телото потекнува од природата. Тоа е подложено на судбината на 7 сфери, кои што
ги направил демиургот. Значи сега телото се раководи по законите кои што се воспоставени од демиургот. Така што стануваат робови на сетилата и на страстите. Меѓутоа, од друга страна, човековата природа е бесмртна, затоа што потекнува директно од првиот ум, директно од Бог, и таа природа, таа негова природа е надвор од контролата на судбината. Затоа тоа е носител на божествениот гносис, односно свест. Може да се каже дека човекот, според херметичкото учење, е единственото суштество што ги живее и двете реалности истовремено, но најчесто превагнува реалноста на телото. Каде е сега коренот на проблемот, што ни го кажува во оваа првата книга? Поимандар ни открива зошто луѓето се осудени на смртност и на страдање. Затоа што постои телесна желба. Значи, се врзува умот за физичките задоволства и илузии и не може да се одлепи од нив. Другиот проблем е незнаењето. Значи, заборава кој е неговото вистинско потекло, дека него го создава директно Бог. Како ќе се спаси? Ова така наречена религија или философска религија е сотериолошка истовремено, затоа што нуди спас. Спасение имаме преку гносис, освестување, знаење, а не преку слепа вера. Значи, која е херметичката равенка? Знаењето за сопствената бесмртност е истовремено ослободување од судбината. Од сите оние работи што ни ги носат, ни даваат 7 сфери. И затоа човекот мора да се разбуди и да се сети дека неговата суштина доаѓа од светлината. Кога ќе умре физичкото тело, душата, за да се врати назад кај Творецот, кај Бог, таа се искачува назад низ овие 7 сфери и ги остава пороците што секоја сфера ги дава. Значи, ако одиме по планетарните имиња, најдолу, првата е месечината, потоа Меркур, Венера, Сонцето, Марс, Јупитер и на крајот е Сатурн, последната зона. Тоа е 8-та сфера, така наречена Огдоада, и душата веќе кога е исчистена од сите материјални влијанија, може да влезе овде во 8-та сфера. Тоа е крајната дестинација. Значи, тука се спојува со божествените моки, динамеис. Крајна цел не е само да се биде блиску до Бога, туку да се влезе во Бога и да се стане едно со тој универзален нус, ум. Која е мисијата сега на Хермес, односно на раскажувачот? Откако ја прима ова визија, што му ја дава Бог, тој се враќа во материјалниот свет за да стане духовен водич на човештвото. И вели вака: о луѓе, зошто се предадовте на смртта, кога ви е дадена моќ да примите бесмртност? Разбудете се од вашето пијанство на незнаењето и сонот без разум. Ова прва книга од Корпус Херметикум завршува со молитви, со изразување на длабока благодарност на раскажувачот кон Поимандар, кон првиот Бог. Така што нашиот пат, вели, не е бегство од казна, туку враќање дома. Затоа што ние сме родени од таа светлина и живот. И преку знаењето, наречено гносис, кон светлината и животот се враќаме.